14-та недела во март и април. На пат сме на кај долгоденицата која го означува почетокот на летото. Ке стигнеме до неа за 12 недели. Секоја година Земјата, Сонцето и Сатурн се наоѓаат во конјункција. Понекогаш им се придружува и Венера, но останува невидлива позади Сонцето како што се гледа тука. Пред 3 месеци ја видовме Венера наутро, десно од Сонцето. Венера е побрза од нас и за 3 месеци ќе биде поблиску до Сонцето и ќе се скрие позади него. Земјата на почетокот на годината беше тука и го видовме Сатурн навечер лево од Сонцето. Во последните 3 месеци Сатурн едва и се поместил, а ние поминавме четвртина од орбитата и сега Сатурн ни е во линија со Сонцето. Патува на небото скриен од Сонцето. Така танцот на планетите доведува до тројна конјункција. Венера не престигнува, а Сатурн едва и се поместува. Земјата продолжува по својот пат и сега сме во линијата Сатурн, Венера, Сонце и Земја. Сончевата светлина стигнува до нас за само 8 минути. Сонцето и планетите се многу близко, тоа е нашето соседство. Звездите се нешто сосем друго. Да го земеме, например, големото созвездие Орион. Можеме да го видиме и покрај градското осветлување. Орион се состои од 8 звезди. Замислете да ги гледате од друго место во Вселената. Оттаму би виделе дека тие 8 звезди се различно оддалечени. Светлината од тие звезди тргнала во различни векови. Една така изгледала во времето на нашиот дедо, а друга од времето на Александар Македонски. Светлината од разни векови ни ја дава сликата на Орион. Светлината од звездите и галаксиите не враќа во минатото. Сончевиот систем го гледаме таков каков што е сега. Крајот на март 1997 година Хейл-Боповата комета ги помина Сонцето и Земјата. Може би тука веќе поминала пред 300 години, а може би тоа е нова комета која не посетува по прв пат. Тешко е да се каже колкав сјај една комета може да има. Кометите не се така предвидливи како планетите. Точно знаеме каде се наоѓаат планетите денес и каде ќе бидат потоа. Планетите кружат по елиптични, скоро кружни орбити. Кометите исто така се вртат околу Сонцето, но орбитите им се ексцентрични, издолжени елипси. Кометите се од мраз и прашина, големи валкани снежни топки. На патот на кај Сонцето испуштаат огромна количина на гас и прашина. Блиску до Сонцето, од тоа се формира огромна опашка на кометата, која се протега низ небото секогаш спротивно од Сонцето. Тешко е да се каже колку гасови кометата исфрла и колку долго ќе биде видлива. Хейл-Боповата комета поминала покрај Сонцето. Дошла оддалеку и ќе ѝ треба уште 300 години повторно да се врати. Се предпоставува дека кометите настанале кога и Земјата и другите планети пред 4,5 милиарди години помеѓу орбитите на Сатурн и Уран. Мразот и прашината не се придружиле на некоја планета или на Сатурновите прстени. Джиновските планети Јупитер и Сатурн ги отфрлиле многу од нив
на работ на сончевиот систем во голема топка, наречена Ортов облак. Во него се наоѓаат милиарди јадра на комети. На таа оддалеченост сончевата гравитација скоро да не постои. Меѓутоа, било што може да ги турне во сончевиот систем. После пар милениуми, нова комета поминува покрај Сонцето. Во наредните милениуми се враќа на работ на сончевиот систем. Понекогаш ги заробуваат джиновските планети како Јупитер и тогаш и доаѓа крајот на кометата. Една од нив е нашата стара познаничка Халеевата комета. Таа поминува блиску до Сонцето и Земјата на секои 76 години, а потоа се оддалечува до Нептуновата орбита. Нејзиното поминување го следевме низ целата историја. Во 3-тиот век ја виделе кинеските астрономи и во 11-тиот век Вилијам Освојувачот кога тргнал кон Англија. Во 14-тиот век била инспирација за сликарот Джото. Секогаш ја гледале, но никој не знаел дека тоа е истата комета. Во 17-тиот век астрономот Едмунд Халеј пресметал дека ќе се врати за 76 години, но не го доживеал тоа. Кога кометата повторно се појавила, се сетиле на тоа предвидување и ја нарекле Халеева комета. Оттогаш кометата се вратила 4 пати, што јасно ни кажува за големината на сончевиот систем. 76 години трае орбитата на Халеевата комета, колку просечниот век на човекот. Најмладите од вас ќе го видат враќањето на кометата во 2062 година. Некои комети поминуваат поблиску дури и низ земјината орбита.